Ајде со мене да направиме еден микс со њоки и со ракчиња. Останете до крај на ова видео и лајкнете го. Најпрво започнуваме со њоките, ги ставаме во тенџере, додаваме 1 литар до 1,5 литри вода, да се загрее со малку сол и ги додаваме њоките да се варат се додека не се подигнат на површината на водата. Во меѓувреме, додека њоките се варат, ние ги сецкаме потребните намирници за овој микс, а тоа се 2 главички црвен кромит кои ги сечиме на пола и потоа ги сецкаме само на тенки половинки. Потоа 1 пиперка, ја сечиме на пола, ги отстрануваме семките и сечиме на тенки ленти. После пиперката ни доаѓаат тиквичките кои ги сечиме на пола, а потоа ги сецкаме на некоја средна големина на коцки. После тиквичката ги сецкаме шампиньоните, значи на пола и потоа само на тенки половинки. Вие доколку сакате, можете да ги сецкате и на ситно. Еве, како што и гледате на видеото, веќе печурката се изрона целата, така да можете да ја исецкате сите намирници, можете да ги исецкате на ситно. Јас само ви кажав чисто пример како за побрзо да се исецкате. Откако ќе се сварат њоките, ги тргате на страна, заедно со водата ги оставате и потоа ги додавате во загреана тава со малку маслиново масло да се испржат ракчињата. Не целосно, делумно да се испржат и потоа ги додавате њоките да се комбинираат и да се додека њоките не почнат да ја менуваат бојата. Отстранете 1 чаша вода од каде што се вареа њоките и оставете на страна. Потоа ги тргате њоките и ракчињата на страна од кои ќе се испржат и како следно во загреаната тава, во истата тава ги додавате кромитчето и пиперката да се пропржат малку, 5 минутки, па ги додавате доматите за да ја пуштат водата. Оставате да се испржат, па потоа ги додавате тиквичките. Пржите се додека тиквичката не омекни. Откако ќе омекни тиквичката, додадете ги печурките и пржете 5-10 минутки, са колку ќе му биде потребно, се зависи нели од тавата, од шпорето, од све. Потоа додадете пола лимета, сок од лимета. Па додадете ги зачините, измешајте убаво, пропржете уште 5 минутки и потоа додадете чашата вода од каде што претходно се вареа њоките. И оставете делумно да испари, не целосно, делумно, да има некој како сос, течен сос во. И потоа додадете ги њоките и ракчињата, пропржете уште малку да се комбинира све заедно, да се комплетира и спремно е за сервирање. На здравје! Ви благодарам што го изгледавте ова видео, што го ислушавте овој рецепт. Доколку ви се допадна, обавезно го лајкнете, шерајте и за оние кои што не сте се претплатиле на мојот YouTube канал, претплатете се на Bokis Kitchen и следете ги моите сите нови евенти и рецепти кои што се од забавен и едукативен програм. Останете ми поздравени. Чао!